Браќа и сестри, во текот на нашиот живот, од кога сме биле деца, сме правеле некои ситуации во кои ризик бил дури и нашиот живот, дали ќе се спасиме или ќе загинеме. За секого од нас води грижа нашиот Господ. А велите не ќе води грижа за пресветата мајка негова. Денеска од најмала возраст се покажува дека води грижа Господ за својата мајка и ја згрижува во домот Господов уште на возраст од 3 години. Кажете зошто? За да го добие соодветното животно образование, за да може кога ќе биде потребно, а тоа беше потребно за спасението на сите нас, да го каже она судбоносно, нека биде волјата Божија. Ама Господ го подготвува човекот за суштински работи во животот. Не го остава туку така неподготвен во животните ситуации кои се најразноврсни. Го подготвува за да може да ја спроведува волјата Божија. И еве пресветата владичица, влегувајќи во храмот Божи на 3 годишна возраст, не влегувајќи просто како овие мали деца што ги носите и многу убаво правите што ги носите во црква. Туку таа е внесена во храмот Божи за да остане тука да се воспитува. И тоа го направи до возраст до која беше потребна за да му рече на Господа, на Духот на Архангелот, нека биде волјата Божија. Тоа е на судбоносно Богородица, меѓутоа ние ќе го речеме тоа судбоносно, особено ако се судира со нашите животни сваќања. Пресвета Богородица му вели на Архангелот Гавриел: јас не знам како е можно син да се роди без машка похота. Ама ако е волја Божја, нека биде. Тоа се случува, Пресвета Богородица одбира еден неприроден начин на зачнување. Зашто женска поход и машка поход кој ќе се сретне, може да дојде до некакво зачнување на дете. Ама да нема машка поход, само жената да може да роди, тоа го прави единствено Пресвета Богородица. А за тоа се воспитува од најмала возраст, зашто секој, дека го употребам зборот нормален човек, кој навикнал на ваквото зачнување како што ние се зачнуваме луѓето, ќе рече чекај, па тоа не е возможно така да се зачне човек без маж. Ама може со Духот Свети, ако Господ сака. Тоа го разпознава Пресвета Богородица. Како го разпознава? Затоа што од најмала возраст е поучувана и учена да го разпознава Духот Божи. Донесена е на денешен ден во храмот Божи, свечено. Предадена е да живее во храмот Божи. Ама тука се воспитува од најмала возраст. Велат и денеска езуитите, тај ми го етон дете до 7 годишна возраст. И после фрли го на улица со други зборови, како сакаш воспитувај го. Никогаш нема да ги прифати тие
вредности кои се спротивни на оние вредности кои ги научи до 7 годишна возраст. Затоа, браќи и сестри, треба се потрудиме децата наши да ги воспитуваме во црковено, особено од најмлада возраст. Да ги носиме во црква, да го слушаат пеењето, да го примат мирисот на темјанот, да видат атмосферата која се разликува, која не е иста со она политичката атмосфера во околината во која што живееме. Тоа е важното. Тогаш и ние се грижиме за нашите деца. Не се грижиме само дали ќе имаат да јадат. И тоа е грижа. И за тоа треба да се грижиме. Меѓутоа, треба да се грижиме и за тоа каков карактер ќе добијат нашите деца. А тоа е многу важно, затоа што го добиваме како поука токму од карактерите на вака големите личности кои ги славиме од црквата, а поголема од Пресвета Богородица е само Господ наш Исус. За да стане мајка на нашиот Бог, за да биде достојна да биде од десната страна на нејзиниот војдовен син. Таја требаше да помине ни сито и ни реше. Зошто? Затоа што ние, луѓето, по нашата патната природа, тежнееме кон гревот. Потребно е специјален начин на воспитување за да не тежнееме кон гревот. Тој специјален начин на постоење влегува Пресвета Богородица. И токму на овој ден, во ведението во храмот на Пресветата Богородица, чие име го носи овој храм во кој денеска служиме, се отварува една тајна голема. Тајна е, може би ќе рече човек, и животот на сите нас. Кој ќе погледне човек од една тајна во друга тајна влегуваме. Ама има значајни тајни во животот кои се за спасение на родот човечки. Таква тајна е празникот на поведението на Пресвета Богородица. Еднаш во годината го славиме, можеме да проповедаме, ама никогаш да ја исцрпиме проповедта за овој ден. Затоа што секогаш има што да дополниме на таа проповед и наредната година, и годината после неја, и векови после тоа, како што и се слави овој празник. Да кажеме дека Пресвета Богородица од една страна е наша заштитничка, ама не заштитничка само во овој живот. Зашто безсмислено би било само овде да не заштити Пресвета Богородица, да не се сопнеме од некој камен. Пресвета Богородица ни донесува еден нов начин на постоење. Тој нов начин на постоење ќе можеме да го практикуваме во Царството Божие. За тоа Царство Божие сме житни и таланти. Тоа Царство Божие сите нас не освојува, затоа што нема човек кој е индиферентен на повикот за вечност. Секој од нас сака вечен живот. Може на друго место да го добиеме, освен во црквата. Може на друго место, на нивите, да го добиеме вечниот живот. Не можеме. Можеме само во црква да добиеме вечен живот. Зашто Господ е работилница за вечноста. Тој ни дава да се радуваме на повикот за вечност прво, а
отлаина, самото остварување на вечност. Затоа, браќи и сестри, треба да се трудиме секогаш да во животот го практикуваме начинот на живот кој ни го отвара црквата, а ни го отвара со најразлични димензии. Никогаш исти, секогаш нови, секогаш свежи. Тие димензии да ги практикуваме во животот за да имаме вечен живот. Милоста Божја нека биде со сите вас, нека ве храни, нека ве чува и нека ви биде секогаш помошник во животот кој води треба да води кон спасение и вечност.